Почитувани, Заев и Мицкоски одлучија да останат заложници на Али Ахмети. Целта е јасна. Намерна блокада на измените на изборниот законник со јадници амандмани. Доказ дека ниту една партија не се залага искрено за демократизација на нашето општество. Повторно само лицемерни изјави и наводни заложби и загриженост. Додека СДСМ упорно ја убедува јавноста дека се за една изборна единица, нивните коалициони партнери поднесоа 5000 амандмани. Замислете, штанцале амандмани. Па зарем и запирките и точките се погрешни во законот. ВМРО ДПМН пак со помалку ќе интервенирале, а и сега не било време за промена на изборниот модел. Па сега заедно со поранешните партнери кои остро ги критикуваа се обединија. А пак премиерот, ако требало, и ќе се конфронтирал со интегративците и демек не уверува дека на избори во април може со една изборна единица. Па зарем се уште некој верува во ваквите провидни игри? Глумат добри и лоши по потреба. Како што и случајот со законот за јазици, толку од борбата за демократија и еднаквост. Ако социјалдемократите навистина сакаат да го реализираат она што го напишале во предизборната програма, можеа уште кога дојдоа на власт. И со ДУИ ќе се разбереа лесно, како што си се договараат и за другите закони. Односно како што им попуштија на ДУИ да си го реализираат она што тие го ветиле. И целава ситуација наликува на една смислена игра пред избори. Бидејќи и СДСМ и ДПМН сметаат дека се вака комотни и дека е подобро да не им се нарушува комодитетот, но прават фатална грешка. Со промена на изборниот законник, ДУИ ќе ја изгуби силата во парламентот и нема да може да ги уценува ниту едните, ниту другите. Затоа предупредуваме, со ваков закон само ДУИ ќе биде победник на изборите. ГДУ не се откажува од целта да го разбие бипартизмот во оваа држава, кој само не турка од една во друга криза. Ние и натаму ќе инсистираме на промена на изборниот модел, зашто само така секој глас ќе тежи исто, ќе се бираат личности, а не партии. Нема отстапување. Една изборна единица и отворени листи за демократија. Благодарам.